Граѓаните кои што беа загрижени за изгледот и здравјето на заменик министерот за екологија не треба да се секираат. На првиот ден од декември со подновен лик, благодарејќи на сечата на шумата над устата, но и натаму со кренат нос, тој вознемирено констатира дека наместо признание за се уште невидливите резултати, во фокусот на јавноста секогаш се доминантни видливите физички промени. Дали заменик министерот налажно спие или не спие, дали брковите му стојат, некли на Фејсбук одговарам што не одиш на преглед на простатата. Значи, вакви шпекулации не помагаат. Но додека Макрадули се обидува посветено да ја подигне свеста за спречување на машките болести, неговиот ресорен шеф, свесен за негативниот одиум во јавноста по изјавата дека тој нема потреба да ги слуша граѓаните. Предаден на работата, го направил првиот чекор и решил да набави опрема со која одсега ќе ги слуша вработените. Премиерот веројатно со одобрување гледа на ваквиот придонес за вистинско зголемување на транспарентноста на владата. Ако покаже истрагата дека тоа со нивно знаење, а тие се тие кои што ги набавуваат, подпишуваат и исплаќаат ваквите централи, секој си понесат одговорност. Ако Куртули одне слушањето на граѓаните, тогаш за Дураков вистински проблем ќе биде тоа што тој конечно сакал да слуша. Се чини дека единствената сламка за спас од неизбежното заменување му е академската фела, која никогаш не отстапува од научните тврдења и повторно во истиот безкомпромисен стил, со резигнација ја одбива одговорноста на домашниот фактор, покажувајќи со прстот кон истите оние жолти комбиња. Сите овие случаи на прислушување и афери поврзани со безбедносниот сектор и нивните злоупотреби од 1990 година тврдам дека имаат длабока врска со инволвирање на странски служби и странски интереси. Кога се споминува зборот странски, најчесто се мисли на инвестиција, кога тие ќе се спојат во два збора, неизбежно се поврзуваат со името и презимето на една од владините ведети во нивно придобивање. Иако е сосема нејасно како таквиот магнетизам тој не успеал да го употреби во собствената партија, од која е исфрлен. Тие нормално очекуваат негова политичка смена, а тој не баре донесен со декрет како ултрарентабилен капацитет од екзистенцијална важност. Си смета дека местото му е со договор за долгорочен закуп. Барањето дека треба да замена од министерска позиција, мислам дека е апсурдно. Треба да има дебело образложение за таа работа и тоа дебело образложение да даде во писмена форма. И на крај, за тенко портфолио не е потребно изобилство од аргументи од и за се, како и за предвидениот грандиозен објект на паркингот кај ГТЦ во Скопје. Постои рационално објаснување. Целата постапка мене ми е швейцарска. Едноставно ова мене ми е швейцарска работа. Која што направи Министерството за транспорт и врски, министери сите таму. Ова е прошверцување да се тоа прошверцува. Може да се прошверцува зграда, може веројатно и повеќе од тоа, но не може да се прошверцува довербата. Таа неизбежно паѓа по намерно оставените дупки во законите и во уредбите.